Второ издание на Дневникот на Канал Плюс. Добро вечер. Почнуваме веднаш по кратката најава. Останете со нас. Германската Technical Textile за рекордно кратко време почна со производство на изолацијски материјали. Во најава се нови инвестиции во тир зоната во Штип. Компанијата Cranfield Foundry работи според највисоки екостандарди. Еколошката студија за леарницата во Пробиштип на увид на Министерството за животна средина. Трапезните сорти грози е реткост на овдешните лозја, иако се многу барани на европскиот пазар. За другата Илинден од село Радање Штипско е една од ретките со вакво производство. Германската компанија Technical Textile денес го означи стартот на работата. За почеток се отвораат околу 600 работни места. Фабриката е лоцирана во технолошко-индустриската развојна зона во Штип. Инвестицијата е околу 15 милиони евра, а стотина вработени веќе започнаа со производство на изолацијски материјали за градежната, автомобилската и авионската индустрија. Германската компанија Technical Textiles одлуката за отворање на фабрика во Република Македонија, за што ќе инвестира 15 милиони евра, ја донела пред една година, период во кој веќе е изграден објект каде околу 100 вработени го започнаа производството на компоненти од фиберглас, кој има широка примена во градежната, авионската и автомобилската индустрија. Првите 100 луѓе во новата фабрика се веќе вработени. Во наредниот период оваа значајна инвестиција постепено се очекува да отвори 1000 нови работни места за Штип и за овој регион. Тоа е од огромно значење за Штип, за Кочани, за Велес, за Свети Николе, за Карбици, за Лозово, Чешиново и Облешево и сите околни населени места. Ова е втора фабрика отворена во Штипската технолошко-индустријска зона под Johnson Controls, која веќе неколку години работи, а наскоро ќе биде отворена и италијанската фабрика Кондево, каде ќе има можност за 250 нови вработувања. Исто така се очекува и отворање на уште една фабрика. Пред неколку месеци се отвори и новата фабрика на Актива. Оваа фабрика е во директна врска со белгиската инвестиција на Ван Хул. Практично целото производство го продава на Ван Хул. Ван Хул, која успеавме да ја привлечиме во изминатите години. Веднаш до новата фабрика на Актива, во наредниот период очекуваме изградба на уште една фабрика. Овој пат на германската компанија Semag Fashion, која во тој регион има купено земјиште од околу 35.000 метри квадратни. Така што, ако некогаш Штип беше град во кој фабриките се затвораа, денес сведочиме за обратен тренд. Денес Штип и околните општини се општини и град каде се отвораат фабрики. Денес Штипскиот регион е претворен во едно големо градилиште. Со ова процентот на невработеност се намалува, кој допринесува за подобар и поквалитетен живот на граѓаните и сатисфакција за владата на Република Македонија, која прави се што е во нејзина моќ да се забрза трендот за привлекување странски инвестиции и отворање нови работни места, истакна Груевски. Груевски додава дека и во иднина ќе продолжат напорите за подобрување на бизнис климата во државата, намалувањето на бирократските процедури и подобрување на сервисот на државниот апарат кон странските инвестиции. Добрите услови за инвестирање и брзите процедури за стартување на инвестицијата беа клучни фактори за директорот на германската Technical Textiles Jens Wengland, кој наместо во Дубај, каде имале намера да ја отворат оваа фабрика, на пат кон Абу Даби, видел статија за поволни инвестиции во Македонија и одлучил да инвестира токму во нашата држава. Тогаш кога пристигнав во Македонија, ние преку АХК, Германското македонско стопанско здружение, ставивме во контакт со дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони. Бидејќи добив огромна поддршка и советување за инвестирање во Македонија. Меѓутоа, сите ми велеа не треба да се оди таму, тоа е помалку развиена држава, транспортните трошоци се високи. Меѓутоа, морам да кажам дека досега целиот овој развој на овој проект оди во една одлично позитивна насока.
Имаме планирано и понатамошни други инвестиции во оваа фабрика. Јас веќе следниот месец имам одредени состаноци со одредени партнери или можни инвеститори за во Македонија, каде што би сакал да им ја представам можността за инвестирање во Македонија и би сакале да учествуваме и во други понатамошни идни проекти. Можеби тука вие во Македонија ги немате тие финансиски можности кои што се нудат од страна на Европската Унија или во вид на субвенции, меѓутоа за мене е многу битна целата рамка околу можностите која се нуди во државата. Груевски истакна дека примерот на Венгланд ќе го следат и други инвеститори од Германија, со што во најскоро време ќе има уште нови странски фабрики во Македонија. За оваа и сите наредни инвестиции одговорен е директорот на технолошко-индустриските развојни зони Виктор Мизо. Оваа фабрика представува вкупна инвестиција за почеток од околу 15 милиони евра, што значи дека таа бројка може да се зголеми врз основа на дополнителна опрема и машини кои треба да дојдат во наредниот период до крајот на годината. Но истовремено оваа компанија ќе овозможи освен креирање на работни места, придонес кон влез на нови технологии, трансфер на знаења и воспоставување на соработка со домашните компании. Дирекцијата за ТИРС работи активно на изградба на зоните и во моментот се привршуваат градежните активности на зоните во Кичево, Прилеп, како и на зоната во Охридско-Струшкиот регион, каде што веќе се градат или се во напредна фаза капацитетите на Key Safety Systems, ОДВ Електрик и Гентер. Дирекцијата за ТИРС ќе продолжи со планирање и развој на зоните, нивна промоција, привлекување на корисници, како и грижа за постоечките компании, а се во соработка со другите институции. Освен премиерот Груевски, кој најчесто се залага за отворање на нови странски фабрики и привлекување на странски инвестиции во Република Македонија, најдиректно инволвирани институции за реализација на активностите поврзани со ова и сите останати инвестиции се и Министерството за финансии и Царинската управа. Руската компанија Крамфелд Foundry ја достави студијата за оценка на влијанието врз животната средина на леарницата за железо кај Пробиштип. Еколошките стандарди за овој вид индустријски капацитети се високи и сите ќе бидат имплементирани при работата, велат менаџерите на Крамфелд Foundry и експертите за оваа проблематика. Менаџерскиот тим на најсовремената високо автоматизирана еколошка леарница за производство на делови за автомобилската индустрија и преработка на железо и алуминиум денес во Пробиштип со презентација пред граѓаните им гарантира здравие и чиста животна средина на пробиштипјани. Пред седенешниот ден го користиме да ги информираме луѓето и да ги едуцираме. Свесни сме дека постојат многу кампањи против нас, посебно на социјалните мрежи, каде што станува збор дека ние сме топилница или железара. За овие негативни мислења сме тука најмногу да ги разбиеме со директен контакт со граѓаните на Пробиштип и да им објасниме за што станува збор, односно за каков погон се работи и колку луѓе ќе можеме да вработиме и сите прашања и нејасноти што ги имаат тие да не ги постават директно на нас. Затоа што луѓето сметаат дека ние доаѓаме од места кои се непознати и далечни и воопшто не се грижиме за тоа колку ќе биде еколошки заштитено ова што го градиме. Оваа леарница е многу важна за Македонија, како и за градот Пробиштип, бидејќи пред се Македонија е блиско до земјите од Европската Унија, каде што со оваа инвестиција ќе мораме да соработуваме и со други земји. Пробиштип е место каде што сме доста поддржани од градоначалникот, од местната заедница, а исто така имаме и голема потреба и поддршка од работната рака, каде што ќе се намали невработеноста во Пробиштип. За крај, сакам да се заблагодарам на сите граѓани на Пробиштип кои што застанаа на овој штанд и денеска ни поставија прашања и се информираа за сето она што ние го кажавме и што пренесовме како порака на нив. Многу од кампањите кои негативно влијаат сепак дојдоа до заклучок дека со нашиот директен контакт многу работи им беа објаснати од наша страна. Влијанието врз животната средина беше оценето со помош на професори од Штип. Ние ја правевме студијата за влијание врз животната средина од леарницата Крамфелд, која се планира да се гради во Пробиштип. И морам да кажам дека имаме најпозитивно мислење во однос на технологијата
опремата што ќе биде вградена во оваа леарница, која е најмодерна од тој тип во европски и светски рамки, со бизнис планот на менеджментот кој предвидува достигнување на највисоките еколошки стандарди. Тоа е најмодерна опрема во делот на топење на старото железо, бидејќи се работи за леарница, ќе се користат Ото Юнкер индукциони печки, значи печки кои работат на промена магнетното поле преку кој се загрева металот без употреба на било какви други надворешни горива, значи на струја. Во делот на линијата за правење на калапи ќе се користи најмодерна технологија од ДИСА, тоа е данска фирма. Гемко е проектант на оваа топилница, една респектабилна компанија од Холандија. Така да се на се, тоа е најмодерна опрема која нема никаков импакт врз животната средина. Со денешната презентација, граѓаните со поделени мислења за оваа инвестиција. Ја поддржувам оваа иницијатива и сакам да се изгради оваа фабрика во Пробиштип. Зашто тука има невработени луѓе. Па јас не гледам негативност за нешто што прв пат го имаме и одма со негативни работи се служиме. Ја мислам дека тоа е апсурдно да се зборува за такво нешто. Попрљава индустрија не може да стигне кај нас од ова. Компанијата Cranfield Foundry ќе вложи 15 милиони евра и ќе вработи околу 300 лица. Проектот ќе зафаќа површина од околу 8 хектари, а ќе се состои од производствен погон и административна зграда на 15.000 метри квадратни, а производството во новата леарница треба да почне најдоцна за една година. Пробиштип со нов бран инфраструктурни зафати, се асфалтираат улици, се чисти речното корито, се решаваат комунални проблеми стари повеќе децении. Општина Пробиштип во изминатиот период големо внимание посвети на подобрување на инфраструктурата. Имено предходните години се изврши реконструкција на повеќе патни правци, се асфалтираа голем број на локални улици, а континуирано се работеше и на реконструкција и поставување на нови канализациони и водоводни линии, се со цел подобрување на условите за живот на граѓаните од оваа општина. Меѓутоа, општина Пробиштип не застанува овде и продолжува да работи со полна пареа за реализација на проектите од својата програма, а од вчера започнаа и градежните активности на терен за изградба и реконструкција на повеќе улици. Со овој проект ќе биде реконструирана улицата Димитар Влахов во должина од 200 метри, која е доста фреквентна улица и истовремено со големи оштетувања на асфалтниот слој. На оваа улица ќе бидат поставени тротоари од едната страна со цел зголемување на безбедноста на сите учесници во сообраќајот. Исто така ќе се изврши изградба на улицата Осоговска во должина од 273 метри. Оваа улица досега воопшто не беше асфалтирана, иако граѓаните имаат уредно платени комунални обврски. Овој проект за изградба на улици, освен пробиштипските, ќе ги опфати и улиците во Злетово. Согласно проектната документација, со овој проект ќе се изврши асфалтирање на улицата Силина, асфалтирање на улицата Методи Митев Древенски, крак од улицата Лесновска до спојот со регионалниот пат кој води кон браната Кнежево, како и повеќе краци од главната улица Македонија. Должината на сите овие улици ќе биде од околу 810 метри. Освен асфалтирање на улиците, во моментов во Пробиштип се работи и на чистење на речните корита, посебно на оние делови кои при последните поплави се покажале како критични точки. Инаку за реализација на целиот овој проект, буџетот на општина Пробиштип ќе издвои околу 8 милиони денари, а рокот за завршување на градежните активности е околу 2 месеци. Вечерва од Виница започнува формирањето на првата балканска мрежа на млади роми. 5 држави од Балканот и една од Европа ќе бидат првите членови во мрежата која е поддржана од премиерот на Турција. Младите роми од 7 различни држави од денес па до недела ќе учат едни за други, ќе ги излагаат проблемите со кои се соочуваат во своите држави и ќе бараат заеднички решенија. Со директна финансиска поддршка од премиерот на Турција ќе ја развиваат балканската социјална мрежа. Името на проектот е Младите роми заедно во иднината, финансиски поддржан од кабинетот на премиерот на Република Турција, имплементиран од страна на Балканската унија на ромите од Турција и локалната невладина македонска ромска организација Авена од Кочани.
Така. Главните цели на овој проект се развивање на една социјална мрежа помеѓу младите роми од балканските земји, имено од земјите Србија, Бугарија, Македонија, Србија, Косово, Албанија и Турција. Потоа, друга цел на проектот е развивање на работен тим кој ќе ги вклучи младите роми за да може да ги анализираат потребите на ромите и да пронајдат решенија за решавање на самите нив. Друга цел е развивање на социоекономски проекти за развиток на ромската заедница на Балканот и во Турција. Така. Зајакнување на врските помеѓу невладините организации од Балканот, како и создавање на една мрежа од самите млади роми за развивање на нивни проекти, за нивно вклучување во општествено тековниот живот. Ова ќе биде прва балканска мрежа во чиј фокус ќе бидат повеќедневни обуки за развивање на лидерски вештини и подготовка на проекти. За прв пат се формира балканска мрежа од државите што ги спомнав, со тоа што ја вклучуваме и Босна и Херцеговина и Романија, иако не е балканска земја, но сепак и Романија нели е членка на Европската унија. Така. Исто така, целиот овој проект и формирањето на Балканската унија на ромите Баром е трасирано од 2013 година во Истанбул, од каде што сите представници од овие членки донесовме заеднички став дека и понатаму треба да продолжиме да работиме со младите роми, бидејќи светот останува на младите. Официјалниот старт на активностите започнува вечерва со поздравен говор на министерот Неждет Мустафа, како и обраќање на градоначалникот Емил Дончев, а од Македонија ќе бидат вклучени вкупно 10 млади роми. Денес заседаваше Советот на општина Делчево. На 33-та седница советниците се задржаа на точки поврзани со образованието и формирањето на паралелки за новата учебна година. На 33-та седница на Советот на општина Делчево денес акцент беше ставен на образованието во општината и формирањето на паралелки за новата учебна година. Директорот на детската градинка Весели Цветови побара согласност од советниците за формирање на групи со поголем број на деца. Како причина беше наведено зголемениот број на деца кои чекаат на листата за прием и немањето доволно просторни услови за формирање на нови групи. Колкав број законската регулатива дозволува и колкав треба да биде зголемен бројот на деца. Ние се потрудивме со цел да го намалиме списокот на деца, со тоа што групите се големи, но меѓутоа со воспитувачките се договоривме да максимум колку што можеме дечиња да земеме и за тоа бараме согласност од вас, советниците. Ова барање на детската градинка беше поддржано од поголемиот број на советници, а основното општинско училиште Свети Климент Охридски пак и средното општинско училиште Методи Митевски Брицо побараа согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици. Средното општинско училиште Методи Митевски Брицо бара да ни дозволите да формираме во прва година 6 паралелки со помал број на ученици од законската регулатива, односно од законската минимум норма. Во втора година исто така бараме дозвола за формирање на паралелки со помалечок број на ученици и во трета и во четврта. И овие одлуки добија зелено светло од поголемиот број на советници, а средното општинско училиште Методи Митевски Брицо ја доби согласноста и за едносменско одржување на наставата од оваа учебна година. На денешната седница поддржана беше одлуката за давање согласност на статутот на јавната локална библиотека Илинден со мали измени на досегашната, како и предлог одлуките за утврдување на цената за одведување и прочистување на отпадни води во село Звегор и предлог одлуката за утврдување на цената за собирање, транспорт и депонирање на комуналниот цврст отпад во село Звегор. Ќе се реализираат нови 3 проекти за рурален развој во општина Македонска Каменица. Со близу 28 милиони денари преку програмата за рурален развој, општината ќе асфалтира 3 локални правци во селата Цера, Саса и Дулица.
Нови 3 проекти за рурален развој во општина Македонска Каменица. Општината преку програмата за рурален развој на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието обезбеди средства за реализација на 3 нови проекти во руралните средини. Обезбедени се вкупно 27 милиони и 500 илјади денари, со што општината го продолжува успешниот тренд на реализација на проекти финансирани од најразлични извори. Општината Македонска Каменица веќе започна со административните процедури за избор на најповолни изведувачи и по потпишувањето на договорите ќе се пристапи кон изградба на локални патишта до Мала Мечкарска во село Саса, до Стамболиска Мала во село Цера и локални патишта до Малите Дулгерци и Ќосевци во село Дулица. Со овие активности на општината, градоначалникот Дарко Митевски воедно го остварува ветувањето кој тој им го даде на жителите од овие населени места на неодамно одржаната иселеничка средба. Патиште од Цера немаме ништо. Ние сме од Вачковци Мала, 10 души сме на страна. Сад сме више сите пензионери. Сакаме да ги обнови нашите огништа, поново разгледаме да спаднеме од план, пошто никој нема тука. Немаме пат за пристап. Ќе ве молам дали може да се направи бар метод, не асфалт, да се опесочи нешто да можеме да идеме до нашите огништа. Тука главниот пат барем да се направи главниот пат што иде Цера пресека Кочали и до Малите барем да се опесочи пат, да може да се иде. Оваа година ќе асфалтираме локални патишта во Цера и Југосевица. Асфалтираваме многу, да кажеме, у Саса, имаме у Дулица, у Тодоровца, у Луковица, дојдело е са наред да асфалтираме малку у Цера и малку у Косевица. Инаку освен ова, со реализацијата на наведените проекти, градоначалникот очекува подобрување на инфраструктурата во населените места, а воедно и создавање поквалитетни услови за живење на локалното население. Од утре попладне започнува чествувањето на големиот христијански празник Успение на Пресвета Богородица. Празникот во петок, кој е неработен за православните христијани, е посветен на смртта на Мајката Божја, за која се верува дека по упокојувањето воскреснала, заради што и празникот е наречен Успение. Чествувањето на празникот утре попладне почнува во сите храмови, изградени во чест на Богородица, каков што е случај со храмот во населба Балканска. Утре се одбележува Успение на Пресвета Богородица во населбата Балканска и ќе присуствува свештено лице од Брегелничката епархија. По тој повод ги покануваме сите верници да присуствуваат на свечениот чин. Ретки се производителите на трпезни сорти грозје. Земјоделската задруга Илинден од село Радање во општина Карбинци меѓу првите започна со берба и извоз на трпезни сорти грозје, кои се многу барани во Хрватска и Германија. Земјоделската задруга Илинден од селото Радање Карбинско започна со бербата на трпезните сорти грозје наменети за извоз во Хрватска и Германија. Ова е една од ретките земјоделски задруги во овој регион која на сопствени површини има застапено трпезни сорти грозје кои годинава се со рекордни приноси, но и со висок квалитет. Па ние кај нас имаме засадено од трпезното грозје Мишел Палиер, тоа е црно грозје. Од вчера почнаме со берба. Очекуваме верува негде околу 20 тона по хектар. Пласмано е за Хрватска и за Германија, чиј е не за извоз, исклучиво за извоз овде. И за разлика за квалитетот од ланската година е далеко подобар, значи има подобар квалитет на самото гроздје и мислиме дека очекуваните приноси што сме ги планирале за тековната 2015 година дека ќе ги оствариме. Инаку пред официјалниот старт на бербата од годинашнава реколта, задоволни се и останатите производители кои располагаат со вински сорти на грозје. Кај нив се очекуваат приноси од над 10.000 килограми по хектар. Грозјето е многу убаво оваа година, има добри приходи, натаму ќе видиме што ќе биде. Цената вика 12 динара, некој вика 13 и се качила, па дали ќе биде? Ние купуваме, вареме ракии, далавери, правиме секој година и како секој година и сега. Има доволно гројзе има оваа година, мислам. Така се палат кои имат гројзе, нели? Имат доволно гројзе, послужи годината, нема дождове многу. И гројзето е добро сега за сега, шеќери има доволно. Па година квалитетот на гројзето мислам дека е добар, просечен. Добар квалитетот за разлика од лани. Производителите на грозје очекуваат 15 денари за црното и 13 денари за белото, за да ги покријат производствените трошоци. Винарниците пак не се согласуваат со аквата цена. Понудиле 12 денари за црното и 10 денари за белото грозје.
По околу 3000 имигранти се очекува да влегуваат секојдневно во Македонија во наредните месеци, а повеќето од нив ќе бидат бегалци главно од Сирија. Не се очекува приливот на луѓе да се намали во наредните месеци, бидејќи времето е убаво и луѓето ќе продолжат да го преминуваат Медитеранот, наведува портпаролот на Високиот комесаријат за бегалци на Обединетите нации Мелиса Флеминг. Во меѓувреме, Бугарското министерство за внатрешни работи соопшти дека испраќа војници кои ќе помогнат на граничната полиција, а погранични полициски хеликоптери спроведуваат летови над бугарско-македонската граница и над делови од границата со Грција, откако Грција, Македонија, Србија и Унгарија се соочија со наплив на бегалци. Германската канцеларка Ангела Меркел апелира до земите членки на Европската Унија за фер распределба на бегалците. Таа вчера го посети сиромашното предградие на Дуисбург, полно со странци. 3 или 4 земји од 28 не можат да го носат сиот товар со бегалците, изјави Меркел. Со тоа таа уште еднаш го повтори ставот изнесен по средбата со францускиот претседател Франсуа Оланд, кога беше побарано и земите членки на Европската Унија да се усогласат околу заедничката листа на сигурни земји на потекло. Во спротивно не би било можно да им се помогне на оние на кои на вистина им е неопходна помош, рече Меркел во населбата Марксло во Дуисбург. Инаку оваа населба е една од најсиромашните во Германија, со надпросечно висока стапка на криминал. Во квартот живеат 19.000 луѓе, а невработеноста изнесува 16%. Околу 64% од жителите на Марксло имаат странски корени. ИСИС почна да користи хемиско оружје. Сириските активисти и медицински организации објавија дека се документирани напади со хемиско оружје, при што се повредени десетина лица во сирискиот град Мареа. Организацијата Лекари без граници соопшти дека лекувала 4 цивили од едно исто семејство, кои били изложени на хемиски материи на 21 август во Мареа во северната провинција Алепо. Болните имаат симптоми како крвави очи, црвена кожа, конјуктивитис и отежнато дишење, проследено со појави на осипи на кожата, се наведува во соопштение на медицинската организација. Сириско-американското медицинско друштво објави дека според неговите лекари во градот се работи за гасот и берит. Денес е последниот ден кога 12 екипи од третата фудбалска лига Исток треба да ја уплатат котизацијата која што за првата полусезона изнесува 80.000 денари. Котизацијата мора да биде платена бидејќи за во недела е закажано првото есенско коло. Според планираното во првото есенско коло, екипата на Карбинци на домашни терени пречекува екипата на Брегалница Голак. Тимот на Осогово е домакин во дуелот со Овчеполе. Слога 1934 ќе го пречека тимот на Работник Џумајлија. Напредок Здраве Радово гостува кај тимот на Плачковица во дербито на колото. Екипата на Баби ќе го пречека новиот третолигаш Академија Пандев, додека во Македонска Каменица Саса ќе ги одмери силите со минатогодишниот шампион Беласица. Сепак големиот број на љубители на фудбалот кои добро се упатени во збеднувањата во третата фудбалска лига Исток се убедени дека некои екипи како и неколку години наназад нема да ја уплатат до денес потребната сума во закажаниот рок и со тоа пак им биде овозможено да се надпреваруваат. Минатата година од истите причини првенството во третата фудбалска лига наместо во закажаниот термин започна една недела подоцна. Општина Пробишти по повод 28 август, денот на рударите, организирани за спортски активности. Во тек е турнирот во мал фудбал, кој што е прикрај. Вчера се одигра полуфиналето, а на 28 август е финалниот надпревар од 19 часот и 30 минути. Повод патрониот празник 28 август, општина Пробишти организира низ за спортски активности во нашиот град. Како што и сами кажавте, од поодамна веќе започна турнирот во мал фудбал, стигна до полуфиналето, тоа е веќе и во финалето. Значи синоќ се одигра полуфиналните надпревари, ги знаеме финалистите, екипата на Белфас од Пробишти и екипата на Крива Паланка од Паланка, значи Лавови се пласира во финалето на 28 август во 19:30 часот. Е тоа големо финале кое што сите го чекаат во малиот фудбал. Додека, како што кажавте и сами, има низ за други спортски активности. Тенискиот турнир исто така е во тек, исто така се организираат турнири во одбојка во машка и женска конкуренција. Вечерва е во
машка конкуренција турнирот, а на 27 август пак исто така имаме турнир во стритбол, во баскет 3+1, така да има доста спортски активности по повод празникот. Сите оние кои што сакаат да љубители на фудбалот, на одбојката, на кошарката, на тенисот, воопшто на спортот, да присуствуваат на овие спортски настани и да се релаксираат, тоа е на добро дружење, забава за сите. За сите турнири по повод празникот е предвидено и парична награда. За турнирот во мал фудбал, наградата за прво место изнесува 50.000 денари, а за второ 20.000 денари. Оваа година на турнирот во Пробиштип по повод празникот учество зедоа 8 екипи од повеќе градови, од кои и 3 домашни екипи од Пробиштип. Ова е се во ова издание на Дневникот. Со нови содржини се гледаме утре. Имајте пријатна вечер.